што е уште попроблематично, вакви процеси на отпуштање технолошки вишоци се случуваат во голем дел на предпријатија и компании кои што се бават со металуршка дејност. Имаме информации кои што за сега се неофицијални дека отпуштање имало и во рудникот Тораница, дека отпуштање имало и во Макстил, така да ова се сериозно загрижувачки првични појави кои што во иднина не се очекува да ни донесат ништо добро, затоа што ако тоа сега почнува, ако ова е почетокот на една криза која што ја гледаме, тоа значи дека за брзо време работите можат сериозно да излезат од контрола во негативна насока. Извештајот на Европската комисија велеше дека македонската економија стагнира. Ние зборевме пред емисија 2 дека ако во моментов стагнира со вакви резултати, економија стагнира со вакви резултати, многу лесно може наредната година таа стагнација да се претвори во рецесија и практично Македонија економски да назадува во периодот што следи. Да потсетиме дека објавивме дека и Аптив и Дура, тоа се две американски компании кои што работат со автомобилската индустрија, се дел од таа бранша, значи ја напуштаат Македонија, тоа се само од тие две компании, некаде околу 1500 вработени кои што се очекува до наредната година да останат без работа. Еве рудникот са 200 луѓе, Гентерм според мои информации има некои 200 луѓе. Тие бројки се насобираат од лани до некаде јуни месец годинава имаше намалување на бројот на работни места во државата за 30.000 работни места. Најверојатно најголем дел од тие луѓе се иселиле од државата. Катастрофални податоци имаме и за иселувањето, и за бројот на работни места, и за правецот во кој што се движи економијата.